Јона. Кој е таму? Кој го кажа моето име? Тоа сум јас. Господи? Стани и оди во големиот град Нинива. Објавија мојата пресуда против него заради неговите пакосни жители. Господи, тоа место е дом на непријатели кои те напаѓа и го убива мојот народ. Го заслужуваат Твојот бес. Го проколнуваат Твоето име, Господи, и не заслужуваат шанса за прошка. Јона. Не можам. Нема да одам таму. Јона. Уништи го градот, Господи, збриши го. Но те преколнувам, држи ме понастрана од таму. Спозна си од свет, за сите времења. Божиот поживе, супер книга. Осана, супер книга зборот. Осана, супер книга зборот. Многу беше смешен. Гизмо, внимавај! Се е под контрола, Ева! Многу близко! Зарем не можеш да управуваш на тоа чудо? Тоа е на Гизмо работа. Не знам баш. Да кочам? Не мислеше. Ау! Мислам дека ќе одам пеш на мојот прв час, ви благодарам. Денес сум одговорна за програмата за рециклирање. Рециклирање, а? Алуминиум е ова? Немој ни да помислуваш на тоа. Што е ова? Ги барам твоите пари за ручек, не твојот ручек. Риба туна? Уф. Следниот пат кога ќе ве видам сакам $2 од секако, јасно? И колач. Добар велосипед. Некој заборавил да го заклучи. Сигурна си дека тоа беше Шерон? Сигурна сум, директор Тревис. Постојано го прави тоа. Минатиот месец ја фрли чантата во фонтаната. Ја видов. Цела година по казна ја испраќаат кај мене. Може би овој пат. Можеме да ја помогнеме да направи поинаков избор. Не разбирам. Што ако ти и јас разговараме со неа и дадеме шанса да се искупи? Да се искупи, таа нема да послуша. Казната може само да ја потикне да продолжи по тој пат. Да ја најдеме по часовите и прво да се обидеме на мојот начин. Дечки, сакате да одиме во трговскиот? Па не знам. Имам домашна задача. Јас треба да си купам облека. Ела, што има? Не ми се верува. Училиштево толерира криминал. Шерон Мајерс украде велосипед сред Белден, а господја Тревис сака да ја пушти, да ја помогне или да покаже милост или нешто такво. Шерон треба да си ја добие лекцијата. Супер книга! Ве водам да запознаете човек кој бега од Бога. Некој кој самиот треба да дознае што е милост, пред да им ја понуди на другите. Каде сме сега, Гизмо? Не ни треба скенер да ни каже дека сме на брод, ела. Ми треба време да се навикнам на кладењето. Јас сум веќе навикнат, другари. Гледате, водоотпорно, направено да не потонува, има и мали сидренца. О, и најдобриот дел. Вие таму. Слезете долу пред брановите да не турнат од палубата.
Навистина си го слушнал гласот на Бог? Да. Ми кажа да одам во Ниневија, град полн со најлошите непријатели на Бога, убијци на неговиот народ. Бог сакаше да ги предупредам дека им следува казна. Зошто јас да ги предупредувам? За да се покајат, да кажат дека им е жал и да ја добијат Божјата милост, јас велам не. Ако Ниневија е проколнат, нека остане проколнат. Значи, бегаш од Бога? Технички гледано, криењето од сите познати божества е статистички невозможно. Почнувам да го сваќам тоа сега. Еве го, под палубата! Леле, мајко мила. Како можеш да спиеш во ваков миг? Стани и помоли му се на твојот Бог. Може би тој ќе ни обрне внимание и ќе не ги поштеди животите. Прашаме нашиот Бог која предизвика оваа неволја. Што прават тие? Сега ќе видиме. Проверуваат дали Јона ја предизвикал бурата. Тој е виновникот. Кој си ти? Што работиш? Од која земја си ти? Кој е твојот народ? Јас сум евреј и верувам во Господ Бог, кој ги создал морето и земјата. Гледате? Тој е виновен. Претходно ни кажа дека се обидува да побегне од својот Бог. Што треба да ти направиме да ја запреме бурава? Фрлете ме во морето и тоа повторно ќе се смири. Знам дека јас сум виновен за оваа ужасна бура. Мора да постои друг начин. Ајде, фаќајте го! Фрлете го во море! Прво, Не, сврлете го чекайте! во брод! Дајте го на морето! Ојте надвор! Фрлете го во морето! Гледате го во морето. Треба да бираме подобри пријатели. Пријатели сте со евреинот? Водете ги овие тројца! Внимавајте, паѓа јармолот! Господи, немој да умреме заради гревовите на овој човек и не смете одговорни за неговата смрт и си пратил бура на него затоа што си имал добри причини. Фрлете ги сите! Морски нозе со надворешни пропелери. Жал ми е, мои пријатели. Не грижи се за тоа. Гледаш, дури и бурата престана. Јас секогаш велам се е добро што добро ќе заврши. Лука, детектирам многу големо суштество на само 3 метра од нас. Што ќе правиме?
А мислев дека рибите се лигави од надвор. Ова е неверојатно. Катастрофата ме следи на секој чекор. Нема да го преживеам ова. Јона, мислам дека ако Бог сакаше да си мртов, ти ке беше мртов. Речи си, мислам дека сака да те спаси. Следниот пат нека прати гуми за спасување. Ти побегна во спротивната насока од која Бог сакаше да одиш. И изгледа дека тој направи неколку нешта едно по друго за да те врати назад кај него. Ме следи, дури и сега. Во својата неволја го повикав Бог и тој ме услиши. Од утробата на гробот повикав за помош и тој го слушна мојот глас. Ме слушна. Изгледа се движиме во друга насока. Да, така е. Кога ме фрли во длабочините, во срцето на отвореното море, тогаш ме обкружи водната струја. Сите твои побеснати води и твои бранови поминаа преку мене. Но ти, тогаш, Господи, ме извлече од челустите на смртта. Кога мојата душа премале во мене, се сетив на Бога. Тогаш мојата молитва стигна до Тебе во Твојот свет храм. Оние што ги почитуваат ништожните идоли, го оставаат оној што им ја покажува милоста. А јас ќе ти бидам благодарен и жртви ќе ти принесувам се што заветив. Ќе ја исполнам се што ти ветив. Спасението е од Бога, од Него. Неверојатно, целосно копнено искашлување. Мислиш бевме изблуени. Стани, оди во Нинива, големиот град, и објави го она што јас ти го велам да го објавиш. А сега кон Ниневија, иако не го заслужуваат предупредувањето кој им го носам. Како воопшто разговараш со овие луѓе, Јона? Сакаш да крадеш од мене? Што прават овие? Удри го! Покажи ми го. Столчи го! Народе на Ниневија, мојот Господ Бог ме прати да ја објавам неговата пресуда против вашиот град, затоа што ја увидел вашата изопаченост. За 40 дена од сега, Ниневија ќе биде уништена. Оф, леле. Јона сигурно нема да стекне пријатели принесувајќи таква порака. Мислам дека спријателувањето не е мисијата која Бог ја наумил за него. Јона вели дека овие луѓе се негови непријатели. Но и тие се луѓе. Слушни ме, Ниневија, ти се ближи крајот.
Ниневија ќе биде уништена од толку моќна небесна сила каква што досега неговите жители не виделе. Ниту воздружената сила на сите непријатели со која Сирија се борела. Јона, ако Бог покаже толкава милост кон тебе, Да, те спаси од бурата. А потоа те извлече од утробата на джиновската риба? зошто не би покажал таква милост и кон Ниневија? Мислам, ако се променат, Не ги изговарај тие зборови. Овие луѓе не ја заслужуваат Божјата прошка. Дури и ако ја побараме од се срце? Пророку, ги слушнавме твоите зборови. Пости ме и ја облековме оваа козина. Седнавме во пепел за на сите да им покажеме дека бараме прошка. Неверојатно е. Твоите зборови беа сослушани од цела Ниневија. Од најголемите до најбедните од нас. Ова не е можно. Дури и кралот ги слушна твоите зборови. Денес прогласувам во цела Ниневија. Ни луѓето, ни стоката, ни крупната, ни ситната не смеат да вкусат ништо. Нека се покријат со козина и луѓето и стоката. Нека го повикуваат Бог со сета сила. И нека се одвратат сите од својот лош пат и од насилството што е во нивните раце. Кој може да знае? Може би Бог ќе се предомисли и ќе го запре својот силен бес и нема да не уништи. Јона изгледа вознемирен заради нешто. па минаа 40 дена и сите се покаја. Зар не мислев дека ќе биде вака уште додека бев дома во својата земја? Затоа сакав да побегнам во Тарсис. Знаев дека ти си добар и милосрден. Богбавен на гнев и болн со милост. И дека брзо ќе ти падне жал што си сакал да нанесеш неволја. Повеќе би сакал да сум мртов, отколку жив. Зар имаш право да се лутиш? Го направив она што Бог го бараше од мене. И тој ми го даде ова растение да ми држи сенка над главата и да ми пружа удобност. Но тој ја покажа истата милост кон сите грешници на Ниневија. Каде е правдата во сето ова? Секогаш мислев дека кога некој ќе направи нешто лошо, треба да биде казнет. Но кога јас ќе направам нешто погрешно, мило ми е што Бог ми простува. Но јас и ти живееме подобро од тие луѓе. Толку од сенката, ќе побарам некое подобро место. Премногу ли е да се спаси едно малечко растение, Господи? Единственото кое што ми пружаше удобност. Имаш ли право да се лутиш заради растението? Имаш ли милост за растението околу кое толку се трудеше? Ниту го одгледа. Тоа во ног израсна и во ног исчезна. А мене да не ми биде жал за Нинива, голем град, во кој има повеќе од 120.000 луѓе, кои не знаат што е десно, а што е лево. Ако ја прифаќам милоста од Бога, треба да сум спремна да ја дадам и на другите. Дури на Шерон Маерс, Супер книга!
Извинете, дечки. Треба да завршим една важна работа. Се прашувавме дали си слушнала нешто за еден украден велосипед. Ви треба мојата помош? Оној што го земал, може би само сгрешил. Се уште има време да го направи исправното нешто. Јас го земав. Не знам зошто го направив тоа. Беше глупаво. И... Многу ми е жал. За тоа беше потребна храброст. Нема да те казнам. Ако ни помогнеш да го вратиме велосипедот. Можам да го направам тоа? Ако Бог му прости на цел еден град, мислам дека јас можам да дадам втора шанса на Шерон Мајерс. Време е за дома. Јас ќе одам пешки. Треба да размислам за некои работи. Како сакаш, Ела, но не знаеш што пропушташ. Ете, пешачам со Ела. Пешачењето е добро. И јас сакам пешачење, пешачењето е одлично, постојано пешачам.